Пред 4 години починала незината ќерка, а пред само 6 месеци незиниот син и мајка. Сега живее комплетно сама, без никаква помош од никого, со месечен приход од само 3000 денари кои што ги добива како социјална помош и 1000 денари помош за плаќање на енергенси. Петка на Цветковска од Прилеп со лелек и траурно плачење, вели дека не може повеќе да издржи да живее вака. Нема пари да си ги плати сите сметки, на врата и тропаат извршители, а јаде само тогаш кога некој ќе ја донесе. Колата ја продадов, имав кола. А продадов за да ги закопам мајка ми и син ми и поноси што му носев. А сега немам пари свеќа да појдам да му запалам. Живеем од помош. Дали бев за вака? Барам помош, било каква да ми се помогне. Иако се обраќала до државните институции, вели дека не добила никаква помош. Била одбиена и за нега, а парична помош не добила ниту од општината. Во општина отидов, ништо не ми помогна, син ми ко почина. Ми обеќа, отиќе ми даат пари, не ми дадоа. Социјални грижи отидов, ми обеќа ќе ми даат за закопо за мајка ми, за син ми. До ден денес банка ми нема даено. Од Центарот за социјални работи од Прилеп велат дека таа добива се што е во согласно со законот. Лани во октомври имала некаков мал приход и затоа 3 месеци помошта од 6000 и е намалена на 3000 денари. Незината болест пак, стент на срце и тромбоза, не спаѓала во категоријата за добивање на нега. Имала добиено еднократна парична помош. За сега единствена вистинска поддршка која што ја добива е од Сдруженијето Надеж за сите, од каде апелираат за итна помош. Ние како здружение помагаме за храна, но ние не сме финансиски спремни да ја овозможиме подобар живот. Цело време сме покрајне за жената и со негативни мисли, така да ве замолуваме да помогнеме да не го изгубиме и овој живот. Таа изгубила 2 чеда и мајка, но не мора да изгубиме и неизе. Доколку некој сака да помогне, може да ја контактира Цветковска на телефонскиот број 075 591 322 или да го контактира Сдруженијето Надеж на овие телефонски броеви кои што сега ги гледате.